Летото носи пријатно време, повеќе излегување надвор, меѓутоа носи и дигестивни проблеми, но како да ги решиме сите оние моменти да разликуваме што е обичен вирус, а што е труење со храна. Токму тоа денес како тема го разговара Слободанка со нејзиниот прв гостин Михаил Минов, магистар фармацевт, кој што веќе добро го знаеме и ќе ни ги каже сите дигестивни проблеми што може да настанат во лето. Добро утро и да ве поканам со кафе, дали ќе ни се придружите? Секако. Да, секако најубавото кафе во Алфа телевизија. Баш убаво кажано и многу ми е драго што така зборуваш, затоа што ние знаеме да подготвиме убаво кафенце. Машината поточно. Важно и кој го прави. Да, и кој го прави, така енергијата е многу важна. Да. Михаил, добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов, Слободанка. Без шекер беше така, Оле, мислам Апсолутно, дека секогаш без шекер. Јас сите го правам без шекер. Одлично, па после кој што си сака нека си стави. Михаил, секогаш кога ние си имаме период во годината, ти си ни нашиот добре дојден гостин, секогаш со твоите убави совети кои што нам ни се и како добре дојдени. Убаво си каже и Оливера, ќе зборуваме за нешто што секогаш во лето се случува, најчесто и зошто е тоа така, ќе ни објасниш, а се работи за нели дигестивните проблеми. Па ајде да посочиме и да го започнеме разговорот токму за тоа. Зошто во лето? Многу е нормално, многу е природно летно време да сме нашиот дигестивен систем да е малце почувствителен кон се она што го внесуваме преку устата во нашиот организам. Првенствено, значи како една од причините, бидејќи е топло надвор, организмот многу повеќе дехидрира, така да внесуваме и многу повеќе вода. Таа вода ја разредува желудочната киселина што е во желудникот, така да и самиот организам, како да кажам, неговата способност да се одбрани од бактериите и од вирусите, односно таа ниска pH, односно висока киселост на желудочната киселина, бидејќи ја разредуваме и не е толку ефикасна. Така да, ако во текот на годината вообичаено сме имуни, летно време стануваме почувствителни на ентеробактериите и вирусите, односно оние кои што навлегуваат преку устата и делуваат првенствено во дигестивниот систем. Секогаш при рака ние, јас барем како што знам и најверојатно и гледачите, на прво јагленот, на прва мисла. Секогаш, да. Да, нели. И секогаш треба да се го имаме во своите домови јагленчето. Меѓутоа, на каков начин треба да го употребуваме и колку пати во текот на денот, меѓутоа и деновите после тоа? Затоа што секако и што прави јагленот, како помага, на каков начин? Активниот јаглен, да, во домашната аптека треба секогаш да биде присутен и всушност представува, како да кажам, една брза интервенција самиот човек што може да си помогне сам на себе во случај на дигестивни проблеми. Кафенцето повели? Благодарам. Но не секогаш јагленот е првиот и правилниот избор во зависност од тоа диарејата или гастроентероколитот, стручно кажано, од причината од која што е настанат. Самиот активен јаглен како таков вообичаено јас го препорачувам да биде од растително потекло, да не биде добиен со едноставна органско-хемиска синтеза, меѓутоа да биде од растително потекло и по можност да е во комбинација со дел од растенијата кои што делуваат благопријатно на организмот, на дигестивниот систем, ги викаме нив карминативи, кои што делуваат на намалување на создавањето на гасовите. Бидејќи овие гастроентероколитите, односно диарејата, скоро секогаш е пропратена и со зголемено создавање на гасови, кои што ќе направат проблем и кај самиот човек, особено кај детето кое што едноставно не може да се воздржи, нели. Така да активниот јаглен комбиниран со коморачот, како билка која што делува вака карминативно, по мое, и стручно кажано, е најсоодветен избор. Активниот јаглен секогаш го зимаме 2 до 3 часа после
останатата терапија, во колку човекот ја прима, односно ако го комбинираме активниот јаглен со пробиотици или соли за рехидратација, исто како вториот и третиот столб на антидиароичната терапија, активниот јаглен секогаш оди на крај и оди минимум 2 до 3 часа после било што друго. Така. Бидејќи активниот јаглен е како за да има функција во организмот, така? Во себе он е многу порозен и во себе ги привлекува и ги задржува ендотоксините од бактериите. Така. Тука се салмонелата, шигелата, одредени соеви на Ешерихија коли и ред други бактерии, но и вирусните партикули. Вирусната диареја е многу побурна, човекот ја доживува, односно и подосадна, вака да се изразам, така. Нагонот за празнење на цревото е многу поексплозивен, самата содржина е значително потечни, човекот волно не може да се контролира секогаш воколку е вирусната диареја присутна. Активниот јаглен ќе ги врзе тие честички, вирусните компоненти, и како такви ќе бидат излачени и елиминирани од организмот. Убаво ни објаснуваш сето она што сакаме да го слушнаме, но истото важи и за дечињата. Апсолутно, да. Ова што го зборуваме, за да знаат нели еве мајките за сите оние кои што... Со тоа што кај децата ја прилагодуваме дозата, особено кај помалите, вообичаено активниот јаглен го даваме над 3 годишна возраст. Под 3 годишна возраст секогаш е првиот избор пробиотик. Воколку диарејата не трае повеќе дена и тогаш веќе ќе треба да се направи консултација со лекар, кај децата педијатар, и се прават анализи на столицата, тоа се вика копрокултура, каде што се утврдува дали е бактериски или вирусен причинителот на диарејата. Ако е бактерија, која навистина знае да направи проблеми и секогаш прави диарејата проблеми. Секогаш прави проблеми, меѓутоа имаме ние и решенија и секој затоа сме тука за совети. Меѓутоа, јас забележувам времето ни истекува, сега нешто така пократки ни се разговорите за да бидеме достапни, поагилни, повеќе се памти. Евен за крај јас би сакала, како што кажа и Оливера, и за топлотниот удар и за сончаницата, затоа што сепак сме лето на плажа и некој го доживеал, Оливера кажа дека да. Јас 2 пати во Анталија го имам доживеано од висока температура, од сонцето во неприкладно време. Ете така. Колабираше? Значи самиот човек... Колабираше или? Не, меѓутоа со диареја и повраќање. Со диареја и повраќање. Значи самиот човек нели си е крив за тоа што му се случува, кога одиме на одмор. Било кој човек му се случува, едноставно не внимаваме самите на себе. Така. Нели одиме на плажа, сонце, температурата е многу повисока на песок, бидејќи самата песок зрачи дополнително топлина, така да самата температура, микросредината е значително потопла. Организмот за кратко време нагло дехидрира, при тоа ние не внесуваме вода, не внесуваме електролити. Така, на плажа сакаме да испиеме и пиво, и коктел, значи зборуваме за алкохолни пијалоци или кафе, кое што е дополнителен диуретик, така да, како да кажам, му правиме лошо на организмот во таква микросредина. Ова ќе бидат и совети до сите оние кои што се љубители на нешто такво на плажа да пијат, дека и не треба до толку често. Да, може би доцна попладне, кога веќе сонцето не е толку јако, тогаш веќе и пивото на плажа е многу поубаво отколку во 12 на пладне, например. Кога е сонцето најсилно. Токму така. И само за крај, зошто се случуваат секогаш на лето мозочните удари многу почесто и токму на плажа? Токму ради зголемената надворешна топлина. На што треба најмногу да се внимава? Хидрирање. Хидрирање, значи вода, значи електролити, прашучињата, тие се натриум, калиум, цитрати, глукоза внатре, ги додаваме во обична чаша вода. Електролитите. Да, електролитите, прашокот електролит. Да. Газираниот сок не е правиот избор,
густиот купечкиот сок исто така не е Цедениот. правилен избор, цедениот е добар Јас избор. секогаш велам, диктат ни прави пазарот. Што треба да внесуваме во кое годишно доба? Апсолутно да. Тука некаде ќе мора да се поздравиме, да си го испиеш кафенцето, да ти е на здравие, која Оливера ти го подготви и овие совети кои што ги слушнавме, само ни ја освежува меморијата и добро е да ги запомниме со оглед на тоа дека сме во екот на летото, со дигестивни проблеми сите кои што се соочуваат или можеме да се соочиме и убаво ова што го споменавме за крај како совет за топлотниот удар. Да бидеме многу внимателни на плажа треба. Апсолутно. Јас го И на почувствував. отворено. И на отворено, токму така. Така да, Благодарам на внимание.